Во собранието на 79-та седница се усвоија повеќе закони во скратена постапка. Донесени се измени на законите за градење, електронски комуникации, вработување и осигурување при невработеност, како и за пензиско и инвалидско осигурување. Пратениците ги изгласаа и измените на законите за трговија и инспекциски надзор. Усвоени беа и одлуките за финансиските планови на Македонската радиотелевизија за 2026 година, како и инвестициската програма за истата. По завршувањето на седницата, председателот Африн Гаши им ги честиташе новогодишните и божикните празници на граѓаните. Со новиот закон за високо образование, универзитетските професори повеќе нема доживотно да ја задржуваат функцијата. Редовните професори ќе одат на реизбор на секои 7 години, а менторите на секои 5, со јасни критериуми за напредување. Законот ќе важи за идните генерации професори, со цел подобрување на квалитетот и позицијата на универзитетите. Се воведува и нов модел на финансирање со 5-годишни финансиски планови и стимули или казни според реализацијата. Најавена е и платформа за јавно објавување на магистерски и докторски трудови, како мерка против купување и плагијат. Во владата беше официализиран договорот со Европската банка за обнова и развој, со кој се обезбедуваат 21 милион евра за целосна обнова на возниот парк на железници на Република Македонија. Средствата ќе се искористат за набавка на најмалку 5 нови електрични локомотиви, кои ќе бидат клучни за модернизација на железничкиот карго превоз. Тендерот за набавка се очекува да биде распишан во март следната година, а првите локомотиви да се обраќаат до 2028 година. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски, порача дека Електростопанство на Македонија мора да застане на здрави нозе бидејќи е клучна компанија за енергетскиот систем и нема сценарио за нејзин опстанок. Тој нагласи дека компанијата работи со загуби и мора да го зголеми производството, но и да се развива како трговец со електрична енергија. Според него, струјата ќе поскапува поради нови такси, јагленот е неквалитетен и скап, а решение гледа во вклучување на домашните фотоволтаици, кои би обезбедиле поевтина струја и поддршка за енергетскиот систем. Како опција се посочуваат и гасните централи, додека гасот се гледа како преодно, но неопходно решение. Студентите во блокада во Србија соопштија дека за еден ден собрале речиси 400.000 потписи за поддршка на барањето за вонредни избори. Акцијата Потпиши победа се одржа на околу 400 штандови во повеќе од 100 градови и места низ земјата. Според студентските организации, најголем одзив имало во Нови Сад, Ниш и низ Војводина, а поддршка дале граѓани од сите возрастни групи и професии. Студентите порачаа дека бројките се јасен сигнал за подготвеност за промени, а поради големиот интерес, онлайн поддршката за диаспората ќе продолжи и во наредните денови. Германските шпедитери предупредуваат на сериозен недостиг од возачи на камиони, кој во моментов надминува 120.000 лица и се очекува дополнително да се зголемува. Според Сојузот на германските шпедитери, секоја година во пензија заминуваат до 35.000 возачи, а на пазарот доаѓаат двојно помалку нови. Поради тоа, многу компании се принудени да одбиваат превози. Иако се најавува пренасочување кон железнички транспорт, околу 80% од стоката и натаму се превезува по пат. Шпедитерите апелираат за олеснување на визниот режим за возачи од земји надвор од Европската унија. Кина втор ден поред спроведува најобемни воени вежби досега околу Тајван, при што испали ракети во водите северно и јужно од островот и распореди амфибиски бродови, бомбардери и разорувачи. Вежбите, наречени Мисија на правдата 2025, вклучуваат симулации на напади врз поморски и воздушни цели и противподморнички операции, а се одржуваат по најавата за продажба на американско оружје за Тајван. Тајванските власти соопштија дека армијата е подготвена да го брани островот, но засега нема откажани летови и нема побарана ескалација. ЦИА овој месец извршила напад со беспилотно летало врз оддалечен пристанишен објект на брегот на Венецуела, објави CNN, што представува прв познат американски напад врз цел во таа земја. Според изворите, објектот бил користен од криминалната група Трен де Арагва за складирање и транспорт на дрога, а во моментот на нападот немало присутни лица и нема жртви. Операцијата може да доведе до дополнително заострување на односите меѓу САД и венецуелскиот председател Николас Мадуро. ЦИА одби да го коментира случајот, додека поранешниот председател Доналд Трамп индиректно го призна нападот како дел од кампањата против трговијата со дрога. Времето денеска предпладне сончево со мала до умерена облачност. Попладне и кон крајот на денот. Облачноста ќе се зголеми и ќе има услови за слаб локален снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје предпладне сончево, попладне ќе има зголемување на облачноста.
Во наредните денови времето ќе биде стабилно и студено со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат негативни, наместа ќе се спуштат и до минус 10 степени. Преку денот ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец.